Почитувани, добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е господин Арсенчо Алексовски, градоначалник на општина Крива Паланка. Господине Алексовски, добро вечер. Добро вечер и поздрав до гледачите кои ја следат оваа емисија. Ви благодарам што успеавте да одвоите време и да бидете дел од вечерашнава емисија во која што ќе поразговараме нели освен за проектите и инвестициите во општина Крива Паланка, за североисточниот Атлантски регион, така и за актуелните политички случувања во државата. Чест ми е да почнем. Така. Крива Паланка е дел од североисточниот плански регион, заедно нели со Куманово, Старо Нагоричане, Липково, Ранковце и Кратово. Каква е соработката во рамките на североисточниот плански регион? Па искрено кажано, ние сме во североисточниот плански регион 6 општини и секогаш се случува да имаме 5 политички партии. Да се присутни 5 политички партии. Во претходниот мандат би рекол на нас градоначалниците, 20 бевме од ВМРО ДПМН, а имавме еден од социјалистичка српска партија и еден од ДУИ и еден од СДСМ. Во овој мандат, значи 20 се од СДСМ, еден од ВМРО, еден од социјалистичка ДУИ и од српската партија. Така да мислам дека поголема разноликост во партии во ниеден регион немаме во Република Македонија. Ние искрено кажано добро соработуваме, повеќе од 98-9% од одлуките кои ги донесуваме едногласно. Имаме разбирање за проблемите на секоја од општините кои се од североисточниот плански регион, така да сметам дека имаме едно добро разбирање. Кои се оние проекти побитни и поважни кои што ги имате добиено преку североисточниот плански регион за развој на општината Крива Паланка? Па да, ние како општина, значи многу пати имаме некои проекти кои се дадени да ги аплицираат општините и секоја општина аплицира. Зависно со тоа, според потребите, ние градоначалниците по претходно советување со советниците, со колегиумот, со стручните лица од општината, ги гледаме кои се оние најважни работи кои се потребни во општината. Јас ќе кажам еве за општина Крива Паланка, така да аплицираме со одредени проекти. Сме аплицирале со патишта, сме аплицирале со проектирање, имавме едни мали као кукички за излетници, ги добивме сите општини, аплициравме со доста проекти кои ги добивме. Еве, последниот проект кој го аплициравме ние како општина Крива Паланка преку североисточниот регион и кој е во фаза на припрема на тендерската документација, тоа е проектот за реконструкција на општинските сали. Значи, тоа се работи во информатички, меѓурегионален информатички систем, каде што е предвидено реконструкција на општинската сала на големата и на малата, и воедно тука се предвидени и кабини за преводи, за сите работи, така да со оглед на тоа дека овој проект е од прекограничната соработка, тука се предвидени преводи кои ќе бидат и од англиски, од бугарски, од македонски и сите оние јазици кои ќе бидат потребни, значи секоја од овие општини доколку има потреба да направи некој настан на кој ќе има како да кажам повеќе преводи или нешто слично, може да ја користи таа сала, може да ги користи двете сали во општината. Воедно тука ние ќе ги користиме салите за одржување на советот на општина. Светам дека се работи за еден исклучително добар проект и кој проект еве да се надеваме дека во најскоро време ќе заврши тендерската постапка и ќе почне со реализација. Еден од проектите исто за кој што веќе подолго време се зборува е проектот за регионалната депонија. До каде нели изработката на овој проект и како се планира? Па видете, мислам дека регионалната депонија е едно болно прашање за целиот североисточен регион. Ние многу пати сме разговарале, многу пати, па и вие сте биле присутни, сме имали советување и договарање и со Министерството за животна средина, сите ние градоначалници бараме некое решение кое ќе биде решение за да се справиме со отпадот. Затоа што онака како што е навистина во ниедна општина не одговара, не е добро, не е убаво прво за лицето на нас како градоначалници, како совет, како жители на градовите во кои живееме, и ние тоа мораме да го решиме на некој начин. Од друга страна, имаме помоши од страна на Европската Унија
за решавање на сите овие депонии. Тргнавме со проект на Палионица, па нешто тука застана и еве на 30 март имаме состанок со министерот за животна средина и од представници од Европската комисија, каде што ќе се договориме за проектот за меѓурегионална депонија, затоа што регионалната депонија според сите пресметки за североисточниот регион не е доволен отпадот за преработка само на североисточниот регион, затоа со оглед на жителите колку се околу 180.000, 190.000, затоа ќе мора да се направи една меѓурегионална депонија која ќе биде подобро искористена, која ќе биде подобро менаџирана и која ќе биде на некое место каде што ќе може да биде поблиско до сите овие општини, а тоа би било отприлике во пределот помеѓу Куманово и Свети Николе, каде што ќе биде на модерен начин, значи нема да биде онакви какви сега што ги гледаме тие депонии, но сепак тоа ќе биде модерна депонија, без смрад, без такви работи и за тоа ние како меѓурегион ќе добиеме и добар дел од средствата од Европската унија. Направивме одлуки на совет во која Крива Паланка ѓубрето и општина Кратово ќе го носиме во депонијата во Ранковце. Нашата депонија и Кратовската веќе ќе почне да се конзервираат. Исто така е направено и за другите општини. Ќе се направат меѓурегионални претоварни станици и од тука ѓубрето ќе оди во таа меѓурегионална депонија која ќе биде, како што кажав, според првите сознанија ќе биде тука, можеби ќе има некоја измена, не би можел да кажам, но сепак како што се разгледува и тоа е добро да ги искористиме овие средства, затоа што од страна на Европската унија ние ќе добиеме некаде околу 16 милиони евра за оваа работа. Ние доколку не ги искористиме овие пари, ние повторно ќе мора да ги дадеме тие 16 милиони евра сите општини или како ќе дојде, само што ќе мора ние да ги дадеме. Сега не ги даваат Европската унија и ако не се договориме, после ќе мора ние да ги на некој начин дадеме, затоа што тоа го налагаат правилата на Европската унија, затоа што тоа го налагаат правилата на унијата каде што сакаме да бидеме на некој начин и ние сместени. Господин Алексовски, еден од покрупните проекти инвестиции кој што веќе заврши во општина Крива Паланка е водоснабдување на Лев брег, Крива река, Висока зона. Што ќе значи овој проект за граѓаните на Крива Паланка? Јас ќе ве поправам, ќе речем што значи. Значи, ние овој проект го завршивме веќе во завршна фаза, пред неколку дена, еден месец може имавме званично примопредавање од страна на Министерството за транспорт и врски на општина Крива Паланка. Ние треба да го предадеме сега на јавното комунално предпријатие. Тоа е решавање на проблемот за водоснабдување на Крива Паланка. Верувате дека откако јас знам за мене, водоснабдувањето на високите зони во градот е проблем за Крива Паланка и јас најслободно ќе кажем дека се гордеам што овој проект успеав на некој начин да го направам заедно со цевководната мрежа од трафостаници или од главниот резервоар до населбата Елинден, каде што е сместен резервоар со 300 кубика вода, која може да прими 300 кубика вода и таа вода оди веќе до сите оние високи места, во сите оние високи површини, високи домови, каде што нема вода и каде што луѓето, искрено кажано, чекаат да се стемни за да добијат притисок на вода, да се избањат во летните периоди или слично, да наполнат кофи или некои садови за да може да се користи преку ден. Луѓето има проблем и со ова го решаваме тој проблем. Наредно нешто кое сакаме да направиме е од овој резервар, значи водата да ја продолжиме до село Конопница, значи да оди до село Конопница и тука да го решиме проблемот и во село Конопница со водоснабдувањето, затоа што таму има некаде околу 7-8 малски водоводи, или како да кажам, тоа се водоводи кои луѓето дел од нив сами ги правеле, дел добивале како донација нешто и
се случуваат непријатни работи. Прво, непријатни работи се случуваат затоа што долниот дел на граѓаните што живеат во пониските подрачја, тие ќе ја пуштат водата по цел ден да тече затоа што не ја плаќаат. За таа сметка овие во погорните, по високите делови немаат вода и доаѓа до расправија меѓу нив. Од друга страна пак ни се појави во неколку селски водоводи, така и ни се појавија заразни бактерии или зарази се појавија. Ние како општина се обидовме да ги земеме тие водоводи, но законот вика општината може да ги земе водоводите, не или во договор со местното население. Доколку местното население не дава, значи ние не можеме да ги земеме. И тогаш може да настане, како што кажав, епидемија, да настане заразна болести, заболувања и да имаме непријатни ситуации. Ние се обидовме, искрено кажано, во неколку села да ги преземеме, неколку земавме, затоа што луѓето сватија дека мора да ги предадат за нивно добро, бидејќи видите, доколку ги земе комуналец е должно неколку пати во годината да врши хлорирање, да врши испитување на водата, дали е бактериолошки здрава или не е, и сите тие работи. Вака, има водоводи кои 20 години нити се испитани, нити се хлорирани. Така се тече, луѓето ги користат и мислат дека најголем благодет е тоа дека тие нема да плаќат по 300 денари за вода. Имаме, беш пред некој ден, дојдоа и сака една група на луѓе се потпишале да го предадат, друга не сака да ода. И сега се работи за водовод кој го користат не повеќе од 40 домаќинства. Значи, ако земете 40 домаќинства по 300 денари да плаќаат за вода, тоа се 12.000 денари месечно. За 12.000 денари месечно јавното претпријатие комуналец не му се исплати, само што треба да оди неколку пати до таму, хлорирањето не му се исплати, сите тие работи. Но луѓето мислат дека од тоа ќе осиромашат и дека тоа е најголемиот проблем, а не се свесни дека тоа е пак за нивно добро. На комуналец е тоа само трошок, никаков бенефит и никаква финансиска корист нема од овој дел. И јас себе ќе апелирам до сите оние кои ја следат оваа емисија да размислат малку подобро за овие водоводи, затоа што како ни иде времето и како доаѓа се по-значајна да е водата, мораме ние да се научиме дека никој не е собственик на водата, дека водата е нешто што е природно и како што се плаќа за песокот, така ќе се плаќа за водата, но од друга страна ќе има некој кој е одговорен за водата и некој ќе сноси одговорност. Доколку настане зараза во некој селски водовод, ние како општина не сме одговорни затоа што не сме го презеле, не ни го дале. Тие се одговорни и на крај ќе го бараат кривецот и нема да се најде кривец, а можеби ќе имаме и несогледиви последици. Втор проект, исто така финансиран од Европската банка за обнова и развој, е проектот реконструкција на градската водоводна мрежа. Што подразбира овој проект, што опфаќа и со колку средства ќе биде реконструирана градската водоводна мрежа? Видете, градската водоводна мрежа, реконструкцијата ние кривопаланчани го викаме замена на азбестните цевки. Тоа се старите цевки кои дури од порано се користени и кои не се сменети. Значи, ни останува некаде околу 1800 метри азбестна водоводна мрежа непроменета и ние ќе ја смениме од неколку причини. Прво што во овој дел на градот имаме загуба на вода. Затоа што тоа се стари цевки кои се можеби и над 50-60 години и тука имаме загуба на вода. Второ, азбестот како азбест си носи своја, дали е позитивно или негативно, не е веројатно. Ние аплициравме со овој проект, проектот ни е одобрен и во моментот е завршена е изготвен тендерот во Министерството за транспорт и врски, се чека согласување со Министерството за финансии да биде даден тендерот јавно, да се објави, да конкурираат заинтересираните компании и сметам дека исто така овој проект е еден од проектите кои подолго време го заговараат моите кривопаланчани, кои подолго време го бараат и доаѓа веќе крајот на проблемот со азбестните цевки.
Така, вие веќе 2 мандата сте во општината, нели, Крива Паланка. Еден исто така од горливите проблеми кои што почнавте да го решавате е регулирањето на речното корито. Остана уште третиот дел за регулација на Крива река до спортскиот комплекс. Колку што сум информирана, како оди овој проект? Видите, со каков интензитет? Да, ова е еден од поубавите проекти, би рекол, за градот, еден од проектите кои го разубавија градот. Ние прво имавме преку граничните проекти и изградба на велосипедско-ролерска патека покрај течението на Крива река. Некои скептици тогаш зборија дека ќе дотече Крива река и ќе однесе тоа, се ќе биде, нема ништо да има од тоа. Ни се случи и тоа. Дотече реката, самиот проект е предвиден и да дотече реката, значи го поплави. Ја поплави таа велосипедско-ролерска патека, се повлече водата. Она што беше прљаво се изми, се ичисти, не значи дека ако дојде во 30 години или во 50 години еднаш, ние да не треба да го користиме речното корито. Од друга страна, добивме една површина, добивме нов градски парк. Покрај речното корито ние направивме сега уште една патека, која ја нарековме пазарска патека, која иде од градскиот пазар до така наречениот Лилјаков мост во Крива Паланка и со еден мост на Дурачка река, која исто така многу атрактивен и многу убаво дојде. Миньор коритото го направивме исто преку граничната соработка со Бугарија, како општина аплициравме и добивме околу 500 метри миньор корито. Не останува повеќе да го довршиме. Аплициравме повторно со оној дел кој ни остана. За жал не го добивме исто така од прекуграничната соработка. Не го добивме овој проект, но останува без разлика во иднина било кој да дојде и дали јас ќе бидам или и друг градоначелник, ќе остане како интригирање да се заврши овој дел, затоа што силата на водата ја усмеривме точно во миньор коритото. И оној дел што доаѓа од страната и кога ќе дотече, тоа што станува да полабаво е, кога ќе се повлече водата, тоа ќе се ичисти и готово. Така да сметам дека овие се убави проекти од двете страни. Од едната страна веќе има и клупи, од другата страна ќе направиме и клупи, ќе посадиме цвеќиња. Така да овдека дојде еден убав, би рекол, уште еден градски парк. Општина Крива Паланка вложува и во промоција и развој на туризмот. Нешто наредно што планирате да го направите е изградба на ски центар на Калин Камен. Да, тоа е проект со кој го направивме. Видете, ние ако земете Осоговската планина како Осоговска планина, Кочани имат пониква го имат еден ски центар. Може би не е ски центар, но сепак каков таков ги имаат зимски спорт. Општина Кјустендил, трите буки исто ги имаат. Сега, Кјустендил ја има источната страна, Кочани ја има јужната страна, а ние имаме северната страна која највеќе држи снег и која е најубава за овој дел, а немаме ски центар или место за ски туризам. Кога дојдов за градоначелник, тоа ме заинтригира и направивме студија за таа работа, каде што направивме една пообемна студија, во која студија направивме три предела за ски туризам. Првиот предел е Калин Камен, вториот е Царебров и третиот е Сокол. Така да од каде и да се спуштите, пак се враќате онаму каде што сакате. Зборам за овие три места. Овој проект е навистина грандиозен проект и многу скап и многу средства бара. Во соработка со источниот регион, со општините Кочани и Пробишти, исто и тие направија своја студија и направивме сублимирање на двете студии, каде што целиот овој дел го на некој начин испланиравме за зимски туризам. И сето тоа го ставивме на хартија, направивме студии, но сепак многу малку луѓе се кои може да инвестираат и кои би биле заинтересирани, гледајќи ги климатските промени и сето тоа. Она што планираме да го направиме сега
за само еден дел, значи во Крива Паланка на Калин камен, на местото Калин камен, да направиме еден ски влекач. Дали тој ќе биде во должина 1500 метри, тоа е некаде од езерцето, кривопаланчани знаат и оние кои биле таму, знаат, тоа би било од езерцето до Калин камен. Тука имаме блага патека, па малку пострмна и најстрмна. Може да биде тоа во 2 или 3 влекача, каде што секој ќе се одреди до каде ќе оди. За да направиме нешто, тие ски котви, би рекол влекачи со котва, тие не се толку скапи и сметам дека еве сега и со средствата што се предвидени преку Светската банка за развој на туризмот, сакам да го направиме овој проект, да аплицираме за овие средства. Мислам дека е успешен и дека е проект кој ќе привлече доста внимание и на оние кои ќе го оценуваат и на оние кои ќе го одобруваат, и тоа би било еден почеток на такво нешто. Мислам дека ако почнеме горе, ако ставиме еден ски влекач кој ќе може да направи привлекување на одредена група на луѓе, па макар за почетокот дека биде само од кривопаланчани, тоа ќе значи многу. Затоа што ние направивме 2 километра пат од на Калин камен, значи сега останува уште 720-30 метра кои ќе почнат, или 760 метри кои ќе треба да почнат да се работат со подобрување на временски услови, односно со топење на снегот горе. И така доаѓаме точно до местото каде што би од каде што би требало да почнат тие ски лифтови. Тоа значи дека инфраструктурно горе-доле го решаваме овој дел. Не останува уште да направиме проект за ски влекачот кој би бил за котвата и да ги предвидиме местата каде што ќе биде за трафостаница, за брвнара, за може тука доле предвидовме, имаме и за викенд населба и за нешто слично имаме предвидено и за хотел. Значи ние полека го урбанизираме овој дел, но ова е нешто што ќе привлече многу повеќе заинтересираност на граѓаните и од Крива Паланка и од подалеку. Така, освен патот нели кон Калин камен, кој што веќе е асфалтиран и завршен, во моментов имате асфалтирање на 3 патни правци или нели во подготовка е асфалтирањето на 3 патни правци во Крива Паланка. За кои патни правци станува збор и до каде нели се овие проекти? Во моментот ние работиме на 7 патни правци. 3 патни правци се преку Министерството за финансии, преку Светска банка. Тоа е патниот правец од А2 во село Коноплица, од магистралниот пат до место викано Штали, како што е во Коноплица. Вториот пат исто така е во Коноплица од Деловодци до Кула до Црква и третиот пат е во населба Лозаново, тоа е улицата Ацо Шопов. Воедно заврши тендерот за изградба на дел од улицата Калин камен. Преку проектот за реконструкција и изградба на веќе постојни патишта, значи ќе го асфалтираме патот во Карши Шипат. Тука имаме Карши Стар Шипат, би рекол, тука има една во населба Коноплица, тоа е во предградието на Коноплица во Грамаѓе, исто така еден крак од тој пат. Го асфалтираме патот до поранешната фабрика Карпош и во Спротивска мала асфалтираме неколку улички кои се барање на граѓаните од Крива Паланка од поодамна и сметам дека тука живее доста население и навистина е потребно. Сметам дека овој пат ќе биде, нема да биде кој знае колку широк, но ќе биде пат кој ќе ги реши нивните проблеми, затоа што навистина е тешко искачување, одење, не може да идат со автомобили, стрмно е, па ќе дотече, нели, после дождовите ќе се однесе, ќе поедат со автомобили, имаат луѓето проблеми и еве им излеговме во пресрет и овој пат ќе го асфалтираме. Господин Алексовски, Конопница веќе ја спомнавме, таа деновиве доби и повеќе наменско градиште. Еве, кажете ни колку спортски објекти и какви објекти нели се изградени во време на вашето владење во Крива Паланка? Па искрено кажано, сметам дека
може би ова нескромно што ќе го кажем, ова во времето како сум ја градоначелник има највеќе изградено. Порано имавме само изградено оној уште времето на социјализмот фудбалскиот стадион кој е квалитетен со бусови донесени од Дренак, мислам беа така, и е убав. Направивме едно повеќе наменско игралиште, направивме спортска сала, направивме тениско игралиште, направивме уште едно тениско игралиште во село Коноплица и сметам дека се гледа како се развива спортот. Инаку уште кога дојдов за градоначелник, значи сите спортски клубови кои спортуваа во Крива Паланка за користење на училишните спортски сали плаќаа термини. Кога дојдов за градоначелник го кинавме тоа, значи секој регистриран спортски клуб, сите оние спортски клубови кои сакаа и кои имаат деца кои има интерес за развој на спортот, ги ослободивме од плаќање. Тука беа пинболгарите, кошаркарите, каратистите, сите оние што пројавија некој интерес, ги ослободивме од плаќање на тој надоместок за користење на спортската сала, затоа што сепак ниту училиштето ќе стане богато од тие пари, но значеше на децата да плаќаат за тоа, сепак беше некое. И тоа ни се врати како фидбек, добивме поголема заинтересираност од страна на младите деца за да спортуваат, основно е да имаме здрава младина и да децата бидат да се бават со спорт, него со некои други пороци. Така, господине Алексовски, колку што се сеќавам, лани во август Крива Паланка ја зафати голема поплава. Кажете ни докаде е состојбата со обештетувањето на граѓаните? Јас вака ќе ви кажам, ние во Крива Паланка лани во 22-24 имавме еден огромен дожд, би рекол, што е незапамтено, барем јас како знам. Имаше, значи, ние како општина имавме штета. Граѓаните, секој кој што имаше, поднесе барање, едно друго, излева комисии, видовме. Но сепак ние како општина имавме штета. Ни протече новиот дел на општината, протече кровот, намештајот се уништи добар дел од сите оние работи и со оглед на тоа дека беше осигурана целата таа работа и тоа сме осигурени во осигурителна полиса. Преку нашите служби што се проценители, кажа да направат проценка за штетата, но да не биде тоа нешто надувано, да не биде нешто кој знае што, нека биде, ако треба, испод реалното, но сепак да се обештетим. Излегува 2000 евра, така 118-120 денари и поднесовме барање за обештетување. Искрено кажано, ние со осигурителна полиса 8 години работиме и секогаш сме ги плаќале. Значи, кога било време да им плаќаме, секогаш барале, ние сме плаќале. Ние еднаш побаравме и бевме одбиени, као тоа не следува. Јас сум изненаден, и ќе апелирам и до граѓаните да го имат ово предвид. Јас сум изненаден за една осигурителна компанија, која се смета за една од водечките во Република Македонија, за 2000 евра да направи ваков гаф и потоа веќе на крајот безобразлукот од нивната страна беше да градоначалничот да дојдете во Скопје да се разбереме. Ја дојдов во Скопје за да ми кажат дека ние не можеме да ви платиме. Тоа можете да ми го кажете и на телефон, можете да ми пишете и писмено или нешто слично. Така да, сите нека си размислат како и што е. Јас ова ќе го пренесам и до сите општини, преку ЗЕЛСИ, преку така, но осигурителна полиса е интересна компанија и нека размислат сите за тоа како ќе соработуваат. Нашето искуство е многу лошо. Така, што може да издвоиме како некој уште поинтересен проект за развој на општината Крива Паланка? Па вака, јас како градоначалник, како проекти кои би рекол дека се гордеам, тоа е, како што прво кажав, проектот Висока зона Левбрег, исто така, како проекти јавно-приватно партнерство се една од општините која има направено 2 проекти за јавно-приватно партнерство, кои се успешни проекти и кои проекти функционираат. Првиот проект е направивме хидроцентрали на цевководот, на главниот цевковод
за вода за пиење што имаме од Калин камен до Крива Паланка. Значи направени се две хидроцентрали на тој цевковод и од Станечка река до Крива Паланка исто така уште два. Таа вода, значи 50 години, 60 колку е тој цевковод, одела така. Ние успеавме да договориме со фирма, да најдеме да се јави фирма, да дадеме тендер, значи се јавно-приватно партнерство да се произведува од таа вода електрична енергија и ние да имаме 17% или тука тоа би било во пари околу 70.000 евра годишно. Значи може да кажам дека успеав да направам еден бизнис за општината, затоа што овие пари ниту биле предвидени, ниту некојаш некој размислува да направи. Ние го направивме тоа. Вториот проект е проектот за јавно-приватно партнерство за општинската зграда. Значи, каде што е новата општинска зграда, тука порано имаш стара барака тврда градба, која дојдов за градоначелник после 3 месеци, имаше јак дожд и протече и неколку компјутери ни изгореа. Доколку требаше да го смениме кровот, ја требаше да платиме некаде околу 30 до 40.000 евра. Го разделавме тогаш проектот јавно-приватно партнерство, што значи и како значи. Пристапивме од тука и ние од 150 квадрати руиниран простор што беше, добивме 500 квадрати нов деловен простор без да вложиме ниту денар државни пари. Добивме со клучна рака, само намеште ставивме и сметам дека тоа е еден од поубавите проекти, проект кој заслужува внимание. Нормално јавниот партнер, приватниот партнер си доби доле 2 спрата кои му припаѓаат, секој си работи со свој интерес, така да тоа се 2 проекти кои се навистина добри и кои ќе останат во историјата на општината и сметам дека направивме еден нов убав плоштад пред општинската зграда. Тоа е она што во моментот би сакал да истакнам како убави проекти, инаку многу проекти направивме од темата и на патишта, и на водоводи, канализациони системи, во делот на културата и така натаму. Така, што се однесува до политичката сцена, нели деновиве најактуелен е изборот на претседател на Собранието. Така да ВМРО ДПМН од своја страна бара претседател на Собранието да биде од нивната партија и заеднички да се отфрли тиранската платформа. СДСМ веќе го поддржа предлогот на ДУИ, претседател на Собранието да биде Талат Џафери, а БЕСА се спротивстави на ставот на ДУИ на СДСМ нели за овој кандидат. Кажете ни како ви изгледа целата оваа ситуација околу на политичката сцена, што се случува деновиве? Јас би кажал, сепак не сум во кругот на политиката која е, би рекол, во првиот и вториот ешелон. Ние сме на локална политика, но јас ќе кажам моје мислење. Значи, ВМРО ДПМН не бара ништо што е против законот и против уставот. Бара да се спроведе законот и уставот. И бара исто онака како што било порано и како што било предвидено. Ако било порано предвидено да претседателот на комисијата за избор биде од политичката партија која има највеќе пратеници, тогаш така треба и да биде. Ако никој не го спорува правото на СДСМ да го предложи Талат Џафери, ниту им, но сепак тоа треба да дојде на дневен ред. Од друга страна, доаѓа до една ситуација кога ние треба да дојдеме на власт, се треба да биде смирено, дајте да соработуваме, дајте да правиме Знаеш, тоа доаѓа како она кога за време на војна, кога ќе дојде окупаторот, кога ќе пороби територијата и вика ние дојдовме и сакаме мир. Ние сакаме соживот, ние сакаме со граѓаните ако размислиме, значи се тоа што сте го правеле, треба да бидете свесни дека треба и дека и ќе ви го прават. Ако сте направиле некоја пракса така да биде, јас себе ќе ви кажам, она што беше циркузијада со шарената револуција, и сега, како? Тогаш можело, сега не може. Тогаш било оправдано, сегаш не било оправдано. Па ние го гледаме Заев како прска по. Мислите, општина Крива Паланка дојде усред ноќ у 3 сат савале и испрска општината. И тоа пратија некој, не да биде она како што иде по Скопје па да го видат Заев како прска и рада, како
гајат него усред дојдоа и испрска општината и она па неколку луѓе ми викаат да го искречите тоа. Не бе, ја тоа што знаев да го направам, ја го направив. Тие што знаат и тие направиле, нека гледаат граѓаните. Значи, општината никогаш подобро не изгледала од сега. И се нашол некој да ја испрска општината и сега постигнал некоја цел. Која е целта? Таа општина не е моја, тоа не е моја, тоа е на сите нас. Тоа е лице, ние сите кога ќе ни дојде некој граѓанин, прошетуваме тука и гледаме што е, како е и сето тоа. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски денови изјави дека влада која што ќе спроведува тиранската платформа дека не е реформска, дека е антидржавна, и бара брзи парламентарни избори за излез од политичката криза. Од друга страна, лидерот на СДСМ Зоран Заев смета дека преку избор на претседател на собрание ќе се отвори патот за мандат за влада. Според вас, кој е излезот од политичката криза? Па видете, јас ќе се навратам на тиранската спогодба, значи историски гледано, ние македонците, секојаш која ни бил правен планот во некаде на страна, дали во Букурешт или на некое друго место, ние сме губиле голем дел од територијата. Дали е тоа во Букурешт или сега во Тирана, на нас ни следува нешто. И она што кажа председателот Груевски, сметам дека е исправно и дека се повеќе луѓе тоа го сметаат дека е исправно. Ние сме на некој начин осетиле како значи, што значи тоа. Сме имале договор кој треба да трае 100 години, ама продолжи. Сега, ова е некоја нова фаза, ова е некој нов Букуреш, само што е во Тирана или нешто слично. Јас пак ќе кажам, тоа е моје лично мислење, но излез од кризата ја гледаме само во предвремени избори. Ако можевме ние да се согласиме толку пати на предвремени избори, па зашто сега тие да не се согласат на предвремени избори? Што е тоа што е толку страшно? Ние, неколку пати бараме предвремени избори, бараме предвремени, за толку пати имавме предвремени избори, 10 пати предвремени избори за 10 години. И сега не можело предвремени избори, зашто се отворија картите, затоа што се види кој што, како мисли, како размислува, која е целта, кој на чија страна оди, што му е позадината позади. Значи, граѓаните се тие која ценат и која проценуваат ситуацијата. Граѓаните се тие кои бараат добар дел и од луѓето кои протестираат, се веќе гласачи на СДСМ, кои се осеќаат измамени и сакаат на некој начин да се исправат грешката. И токму ради тоа СДСМ не сака избори. Така, веќе ги спомнавте протестите, значи следното моje прашање е дека граѓанската иницијатива за заедничка Македонија веќе месец дена е низ улиците на државата со барање да се отфрли тиранската платформа, и со подршка за одлуката на Ѓорги Иванов да не се додели мандатот на лидерот Зоран Заев за формирање на влада. Сметате ли ќе има ли позитивен ефект ваквите протести или каков ефект очекувате од ваквите масовни протести, маршеви низ државата? Па видите, значи луѓето сакаат да кажат нешто. Луѓето кажуваат нешто. Знаете, можеби ќе каже ево СДСМ, ова ВМРО-вците го прават и носат со автобуси. Не е со автобуси, значи во 30 градови е тоа. Значи, во Скопје излегуваат во онолкав број скопјани. Во Крива Паланка излегуваат кривопаланчани, во Куманово кумановци. Значи не се носат луѓето, него во секој град излегуваат луѓето и тие се гневни токму на предавството на државата, затоа што се гледа дека на некој начин на кој луѓето не сакаат државата се предава. Времето ќе каже, значи јас и пред малку кажав, доколку шарените имале право да одат и да прскаат и да прават неред и да уништуваат се што из згради и споменици и да плукаат по нашите херои
дали од Дилинден или на Триумфалната капија што беа и од Втората светска војна и од Асном и секаде каде што беа спомениците да прскаат, да овие луѓе идат и кажуваат зошто идат. Кажуваат дека одат затоа што не сака државата да отиде, не сакат нов Букурешки договор. Овие луѓе сакаат да кажат нешто и треба да се слуша. Тоа е нивно право. И овие луѓе не се само во Скопје, овие луѓе се секаде низ Македонија. И имаат право да кажат, имаат право да бидат сослушани. Сметам дека излез од кризата повторно се предвремени избори, да видиме доколку СДСМ е сигурен дека ќе доби изборите, тоа што има да се плаши од тоа. Така, мандатите на градоначалниците и на советниците се до 15 мај. ЗЕЛС веќе упати апел за побрзо распишување на локалните избори. Во спротивно ќе настане состојба кога општините и институциите кои што се под општинска надлежност да не можат да ги извршуваат своите надлежности. Во секој случај сметам дека ќе се најде некое решение, ќе има излез од кризата, не може така да биде. Граѓаните мора да бидат услужени од страна на луѓето кои ги плаќаат. Граѓаните треба да бидат услужени од институциите и ќе се најде некое решение, дали тоа ќе се продолжи мандатот, дали ќе има нешто слично или како е. Не би можел да кажам. ЗЕЛС, како што рековте, упати своje барање, па ќе видиме тоа како ќе биде. Во моментов, она што е наактуелно се предлог кандидатите за идни градоначалници од сите партии, па така и од партијата ВМРО ДПМН. Господин Алексовски, доколку бидете еден од предлог кандидатите за градоначалници на општина Крива Паланка, дали очекувате целосна поддршка од граѓаните, како што до сега веќе два пати ја добивте поддршката од кривополанчани? Па видете, тоа е интересно прашање што нели, сите политички партии во моментот на некој начин шпекулираат со кандидати едни, други, трети. Не знам, доколку јас бидам предлог од страна на ВМРО ДПМН, ќе ја прифатам поддршката и ќе бидам еден од кандидатите. Доколку не бидам предложен, нормално нема да се пријавам како независен или нешто слично, ќе се повеќам, ќе бидам повторно лојален на партијата, но сметам дека со сите оние проекти кои ги имам направено или кои се направени под моје водство, сметам дека граѓаните се задоволни и би ми ја дале поддршката. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата Став на Телевизија Плюс. Се надевам дека соработката ќе продолжи и дека во некоја наредна прилика ќе поразговараме за уште значајни проекти кои што ќе бидат реализирани на ниво на општината Крива Паланка. Со задоволство. А вие, почитувани гледачи, останете на Телевизија Плюс и следете ја програмата. Пријатна вечер.